7 часот и 49 минути, време за првиот разговор кој што ќе го реализираме овде во студиото на Македонија на утро. Ќе го посакам веднаш добро утро на мојот гостин, магистар Борис Тунчев, директор на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, добро ја најдовме, добро утро на гледачите на вашата емисија. Убава можност денеска да поразговараме за вашиот, би рекла, најнов проект, најновите активности кои што се во тека ги спроведувате, а секако се со цел да ги запознаеме граѓаните малку повеќе за тоа. Агенцијата за катастар на недвижности во моментов спроведува теренско прибирање на податоци за улици и куќни броеви. Затоа би сакала да ни кажете најпрво зошто се прибираат овие податоци и во кои општини ќе се оди на терен за прибирање на информациите. Добро, продолжуваме со активностите. Ова е проект кој што е започнат од 2016 година. Во 2018 ги реализиравме првите 10 скопски општини. Со овој проект, кој што е во рамките и финансиран од шведската финансиска институција, се реализира преку помош шведскиот катастар, е една од компонентите за воспоставување на адресниот регистар. Согласно законските определби, Агенцијата за катастар на недвижности го води графичкиот регистар за улици и куќни броеви. Теренското прибирање на податоци подразбира прибирање на геопросторни информации за сите улици, за сите објекти, кои што во подоцнежната фаза, односно под теренското прибирање, ќе бидат обработени и заедно со описните податоци ќе се добие еден метаподаток или севкупен податок за геопросторна локација за секоја улица и за секој објект со соодветен број. Зошто го правиме тоа? Да, зошто се користи тој графички регистар и, како велите, подоцна адресен регистар? Така. Графичкиот регистар на улици и куќни броеви е дел од адресниот регистар, односно основа за воспоставување на адресниот регистар. Досегашниот адресен регистар содржи само описни податоци без геопросторна локација, односно да поедноставам немате каде се наоѓа таа улица и тој објект кој што треба да добие број. Нашите искуства и досегашните анализи покажаа дека голем дел од улиците и куќните броеви се без број, без имиња и називи на улиците, што секако представува еден недостаток, како и создава проблеми на граѓаните по однос на основните податоци за место на живење и водење на другите евиденции, како што е матичната книга. Еве и кај нас создава проблеми во катастарот на недвижности по однос на собственоста, така да со овој регистар планираме да се надминат сите овие проблеми, како што се проблемите за пописот, проблемите во различни адреси, во различни документи, еден унифициран адресен регистар, кој што ќе биде обезбеден со една нова законска рамка, која што е во фаза на изработка и е во надлежност на Министерството за транспорт и врски. Во фаза е усогласување со другите министерства кои што имаат надлежности за водењето на адреси, кои што податоци содржат податоци за адресите и куќните броеви. Во оваа фаза се работи во 11 општини, тоа се Боговиње, Струга, Вевчани, Демир Хисар, Чашка, Радовиш, Валандово, Куманово, Кратово, Штип и Македонски Брод. И ја користам оваа прилика да апелирам до граѓаните да ги поддржат овие активности на Агенцијата за катастар на недвижности, затоа што тоа е во интерес на граѓаните. Ќе се воспостави еден унифициран, кодифициран систем на добивање на куќни броеви без доведување на заблуда на која адреса живеете, куќниот број да ви биде без број, нешто што во денешниот свет е незамисливо. Така, од сето ова што го кажавте, можеме само да заклучиме дека адресниот регистар, односно графичкиот регистар е повеќе од потребен, значи продолжувате со натамошните чекори во спроведување на овој проект. Што се треба да направите до конечно стапување негово на сила да биде функционален секако и конечен адресниот регистар? И би сакала, кога говориме вака, ќе направиме, имаме план, имаме програма.
меѓутоа ќе се соочите со потешкоти на теренот. Што очекувате, со што да се соочите? Реално на терен од страна на агенцијата и финансиската институција СИДА, преку кој што делумно неделумно финансиски е поддржан овој проект, и Европската комисија преку ИПА-2 фондовите го реализираат приватни геодетски компании. Реално на терен немаме, односно согласно нивните информации, освен по одредени рурални средини, немаат проблем во теренското прибирање на податоци, затоа што направивме напори преку општините и преку местните одбори во населените места, населението да го информираме за потребата на прибирањето на овие теренски податоци, дека тоа се е во нивен интерес. Следува фазата по теренското прибирање, од страна на агенцијата се врши контрола на квалитетот на прибраните податоци. По оваа фаза, кога се потврдени податоците, следна фаза е вклучување на општините за потврдување и именување на улиците и куќните броеви. За таа цел ние одржуваме секојдневни контакти. Веќе наши колеги од подрачните одделенија ги посетуваат соодветните сектори во локалната самоуправа за да ги информираат. И сега во оваа фаза тие ќе бидат приклучени на регистарот на улици и куќни броеви, каде ќе почнат нивната активност, од која што активност во најголема мерка зависи дали овој проект ќе заврши успешно. Ние секако со сопствени напори, со сопствени капацитети стоиме целосно на располагање на единиците на локалната самоуправа за да ги поддржиме оваа активност, затоа што тие мора да сватат дека пред се и над се овој графички регистар на улици и куќни броеви и согласно новиот закон за адресен регистар е во нивен интерес. За колку време планирате да го завршите овој проект, оваа активност? Колку би траело тоа? После оваа фаза со овие 11 општини следува следната фаза која што треба да биде финансирана преку СИДА проектот. Оваа фаза е финансирана преку Европската комисија. Ќе одиме со уште 26 општини и 506 населени места. Се надеваме следната година, овој период, веќе да имаме завршено теренско прибирање на податоците и воспоставен графички регистар на улици и куќни броеви. Паралелно ги тераме активностите и со општините за потврдување на улиците, називите на улиците и нумерирање на куќните броеви. Се надеваме дека до година, овој период, ако не друго, графичкиот регистар ќе биде во целост воспоставен. Конкретно на нашиот разговор би сакала да напоменем и што друго се работи во Агенцијата за катастар на недвижности и секако кои се вашите тековни активности и што има ново и што е од посебно значење и од интерес за граѓаните, како и впрочем се што работите е во интерес на граѓаните. Така е, ние постоечкиот електронски систем го надградивме со многу функционалности кои што се во интерес на граѓаните. Прво и основно ќе потсетам дека ги намаливме драстично цените на услугите и воспоставивме во моментот функционира електронски катастарски систем во кој што сите граѓани можат во било кое место на живење без излагање на соодветни финансиски и други трошоци да патуваат во друго населено место различно од местото на живење, да си го реализираат и да го решат прашањето по однос на имотот. Работиме на проект кој што е во фаза и се надевам дека следната година до пролетта ќе биде воспоставен. Тој проект ќе носи ќе откриеме една тајна, мој имот, кој што агенцијата ќе го понуди на граѓаните со една мобилна апликација во секој момент да добиваат информации за нивниот имот или било каква промена кога ќе се случи, да добиваат нотификација на своите електронски уреди. Тековните проекти кои што ги работиме на вистина се многу. Јас ќе споменам само сега како членка на НАТО, ние веќе интензивно работиме на креирање на топографската карта по НАТО стандардите. Во фаза е вториот дел од проектот кој што го реализираме со норвешкиот катастар. Тоа е
3D ласерско скенирање на останатиот дел од територијата на државата и веќе почна да функционира скен центарот овдека во Скопје, во Центарот за катастар недвижности. Тоа е еден сериозен и обемен проект, се со една единствена цел, архивскиот материјал, архивската граѓа, односно целокупната документација на граѓаните, на државата, да биде скенирана во електронска форма. Ова е нешто што за прв пат се прави во нашата држава. Агенцијата за катастар недвижности го финансира овој проект со поддршка и обука на персоналот, реализиран преку компонентата со шведскиот катастар. Меѓутоа, набавката на опрема е целосно финансирана од Агенцијата за катастар недвижности. Започнавме со скенирање на архивскиот материјал за подрачјето на општина Ресен. Се надевам дека овој процес ќе биде долготраен, нема да биде едноставен, затоа што за прв пат во нашата држава се воспоставува еден оваков скен центар кој што работи, освен државниот архив, кој што тој скенира за нивни потреби. Од оваков тип, за оваква институција, за прв пат почнуваме да го заштитуваме архивскиот материјал за правата на собственост на граѓаните, целокупната документација во една електронска форма која што ќе биде трајно заштитена. Ја следиме вашата работа, ги следиме вашите активности, сето тоа навремено ќе го представиме пред нашите гледачи се со цел граѓаните да бидат навремено информирани за вашите активности. Ви благодарам многу за гостувањето и се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам на поканата и на вас.